Во чест на меѓународниот ден 21 февруари, денот на мајчините јазици, да се посветиме ние на нашиот македонски јазик, каде се корените, која е историјата за македонскиот јазик? Па историјата на нашиот јазик е многу длабока и многу вековна. И не случајно еден познат австралиски лингвист Реджиналд Дебреј, кога во својата книга Водич за словенските јазици, зборувајќи за македонскиот јазик, ќе ја каже онаа позната сентенца која ние често, особено јас често ја цитирам, а гласи: каква иронија. Јазикот што му ја даде првата писменост на целиот словенски род, ја имаше судбината да се кодифицира најдоцна. Ова е кажано во 1958 година. По нашата кодификација со распадот на Југославија се кодифицира и други јазици. Сега денес зборуваме за црногорски, за посебен српски, посебен хрватски, посебен босански јазик, но нема споредба во оваа смисла со македонскиот и обично некои злонамерни сакаат да повлечат паралела меѓу нашиот, меѓу бугарскиот и меѓу нашиот јазик и бугарскиот, визави сиве овие претходно набројани јазици. За разлика од овие јазици, кои што практично се изнедрени од една база. Да се вратам на историјата на македонскиот јазик, кога ова Реджиналд Дебреј го кажува пред повеќе од половина век, има предвид всушност дека во основата на првиот писмен јазик за сите словени, старословенскиот, лежат три говори, македонски говори од околината на Солун, од трите села Сухо, Висока и Зарова. Врз основа на овие говори, Кирил и Методи го направиле првиот стандарден словенски јазик, старословенскиот, на кој што ги превеле основните црковни книги за ширење на христијанството. Предвид имам дека направиле превод на избор од 4 евангелија, па направиле едно изборно евангелие и почнале со превод на триодот. Тоа се текстови и песни кои што се пеат во текот на Великиот пост пред Великден. Можеме ли ние да бидеме грижливи, да се плашиме, бидејќи сепак и како држава, и како јазик, може би спаѓаме во онаа помала група, говорна група на македонскиот јазик? Ова е често поставувано прашање во однос на ваквите јазици како нашиот, за кој не можам да кажам дека е мал јазик, бидејќи не постојат мали и големи јазици, туку постојат јазици со помал или со поголем број на говорители. Ние влегуваме во оваа група на помал број говорители, но мислам дека за еден јазик не постои опасност се додека има кој да го зборува, макар биле и тие и тројца, тој јазик живе се додека има кој да го говори. И затоа често знам да кажам дека нашата држава треба да направи голем и огромен напор да ги подобри економските услови во земјата, за да се намали тоа иселување од земјата, затоа што сведоци сме дека средната генерација македонци масовно ја напуштаат земјата. Тоа значи, таа средна генерација значи дека нивните деца се школуваат, се образуваат на туги јазици, не на македонскиот, и понатаму
на тој начин всушност ќе доаѓа до загроза на јазикот. Ќе ве вратам на првото прашање, само да ги истакнеме оние што навистина можеби како да кажеме херојски го носеле се она што значи македонски јазик. Кои се нашите најважни навистина кои што можеби целата нација треба да ги знае, што оставиле трајни белези за македонскиот јазик? Па многу мина се, почнувајќи од нашиот 19 век, па се разбира Блаже Конески, од нашите дејци од 19 век, тука неминовни се, не може без нив. Нашата историјата на нашиот јазик од еден Печиновиќ, Крчовски, Георгија Пулевски, Григор Прличев како најголемиот ерудит кој што за волја на вистината создавал на грчки јазик, но познати се неговите говори во Охрид кои што изразуваат еден архаичен охридски говори кои што всушност тие негови четива всушност ни покажуваат како се движела и историјата на охридскиот говор, да речеме. Понатаму тука исто така драгоцен јазичен материјал наоѓаме и во 4 евангелија, пишувани со грчко писмо, но кои што одразуваат јазични црти на нашите јужни говори, односно говорите во Егејска Македонија. Тука пред се ќе го споменам најстарото, Кониковското евангелие, создадено 1852 година на говор кој што гравитира на потегот Солун Воден. Понатаму се разбира исто така е значајно и значајен и абецедарот кој беше издаден пред 101 година денес, во 1925 година во Атина, кој што е пишуван со латиница и самиот наслов кажува, но тоа е буквар, значи, за нашите деца во Егејска Македонија, создаден врз база на леринскиот говор. И понатаму, значи, се разбира Крстен Мисирков како еден од основните кодификатори кој што всушност ја поставил базата на македонскиот јазик и која што на свој виден начин се совпаднала со оној јазик што го имаме во абецедарот. Понатаму Блаже Конески го кажав, професорот академик Божидар Видоевски, кој што беше најголемиот проучувач на македонските дијалекти, понатаму професорката Радмила Угринова Скаловска, која го напиша првиот учебник по старословенски јазик и од кој што и денешните генерации учат. И така натаму од странските лингвисти се разбира, тука е професорката Зузана Тополинска, професорката Рина Усикова, професорот Виктор Фридман, сите тројца академици на Македонската академија на науките. Ви благодарам за разговорот.